Вчера вечер турската војска се обиде да изврши пуч врз државата. Вакво нешто се случило уште од времето на основачите на Република Турција Мустафа Кемал Паша, подоцна наречен Ататурк, и со овој удар бил поставен темелот на демократијата. Тоа значи дека воените удари, последниот на почетокот на 80-тите години на минатиот век, успеале да ја рушат владата за која оцениле дека се движи кон авторитатизам или одстапува од секуларизмот. Актуелниот претседател Реджеп Тајип Ердоган направи две работи откако дојде на чело на Турција во 2002 година. Малку по малку со економско закрепнување успеа земјата да ја воведе во притаена исламизација, со што предизвика остри реакции кај војската. Но во текот на преговорите за влегување во Европската унија мораше да се воспостави цивилна контрола над војската, така што се чинеше дека Ердоган успеа војската да ја стави под контрола. На почетокот на оваа деценија дури организира судски процес против воените лидери, обвинувајќи ги дека се обидуваат да го нападнат. Тогаш војската не реагираше. Сега Ердоган исламизацијата ја постави како еден од столбовите на својата политика, од друга страна започна полициски процес на трансформацијата на земјата во полупарламентарен систем за формално да ја преземе власта. Тој ги прекина преговорите со курдите и со тоа ја врати земјата во состојба на граѓанска војна во која војниците умираа речиси секојдневно, а Турција поради неговата попустлива политика кон исламската држава се најде и под нивниот терористички удар. Последниот беше крвавиот напад на аеродромот во Истанбул. Кога на сето ова ќе се додаде контроверзната политика кон Сирија, која ја доведе земјата во конфликт со Америка, станува јасно зошто армијата се одлучи за ваков силен чекор. Сега постојат информации дека меѓу водачите се еден советник, еден полковник, еден подполковник и еден мајор. Извори блиски до претседателот Ердоган изјавија дека позади државниот удар стои неговиот најголем непријател Фетула Ѓулен. На чело на бунтовниците стои поранешен правен советник на генерал-штабот на вооружените сили на Турција, полковникот Мухамер Коше. Во 3 часот наутро Ердоган пристигнал на аеродромот во Истанбул и одржа говор велејќи дека овој пуч е Божји дар, затоа што турската војска сега се исчисти од бандите. Тој пучот го нарече предавство. Разузнавачките служби соработувале со вооружените сили, полицијата и владата против предавниците, особено во операциите во Истанбул и Анкара, со што ова било извор кој придонело владините сили успешно да се одбранат против државниот удар. Граѓаните синоќ излегоа на улиците на Истанбул и Анкара. Дел од нив беа против државниот удар, додека дел се приклучија на армијата. Нов обид за удар може да се случи во секој момент. Треба да ја задржиме контролата над улиците, пишува на официјалниот твитер налог на турското претседателство. Турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган ги повика граѓаните и денес да останат на улица, предупредувајќи дека постои можност од нов обид војската да ја презема власта.